Со натегања и до објаснувања беше усвоен извештајот за финансиското работење на општина Кочани за првите 3 месеци од оваа година. Отчетот за извршувањето на буџетот за првиот квартал одвој доби доволен број гласови за од присутните советници на 10-та седница на Советот на општината. Веднаш по образложението од административната служба за собирањето и располагањето со финансиските средства, од опозицијата излегоа со критика за начинот на кој се полнела буџетската сметка, при што, освен наплатата од данокот на имот за физички и правни лица која изнесува околу 15%, забелешки имаше и за прибирањето на парите од данокот на промет на недвижен имот, како и од комуналии. Главните приходи кои што доаѓаат е од уредување на градежно земјиште и од приходи од продажба на неизградено земјиште на собственост на Република Македонија. Значи од надоместокот за уредување на градежно земјиште, а од 25 милиони имаме само 4,4% реализација, што е навистина ниско, што искрено не загрижува нас и сметаме дека ќе има проблем во овој буџет, бидејќи со оглед на тоа што дека кажав, градежната експанзија треба да почне сега во овие месеци, иако не е станува за период јануари, февруари и март, сега сме почетокот на мај. Меѓутоа сепак јас се надевам дека во наредниот квартал, втор квартал, ќе овој проценти се зголеми затоа што сите ќе се соочиме со проблем, бидејќи ова не загрижува сите нас. Митев имаше забелешки и во однос на други ставки наведени во финансискиот документ, поради што најави дека советничката група на ВМРО ДПМН нема да даде подршка на извештајот за извршувањето на буџетот за првиот квартал. Од советничката група на СДСМ пак беше упатена подршка за извештајот, при што за забелешките од опозицијата беше оценето дека имало влијание претходното локално раководство, кое не подготвувало техничка документација за проектите што ги најавувало, поради што се јавува и доцнење во реализацијата на одделни инвестиции. Охрабрува фактот дека имаме поддршка од страна на централната власт и веќе е разговарано за сериозни проекти, за вредности за кои што во изминатите 10 години кумулативно нема инвестирано во општина Кочани. Домакинското работење кое што можеме да го погледнеме и во табелата или во прегледите кои што ни се доставени, можеме да увидиме на тоа дека износот на репрезентација кој што новото раководство го прави е нула или минимален, за разлика од претходното раководство кое што се уште се подмирува трошоци или фактури кои што стигат од претходното раководење. По неколку меѓусебни забелешки меѓу советниците од власта и опозицијата за начинот на кој финансиски се работело во изминатиот период, од општинската администрација дадоа образложение за дел од причините поради кои се искажани резултатите во извештајот, при што беше споменато и враќањето на долговите од претходното локално раководство. 25.10. кога дојдовме, ние имавме долг по попис од 49 милиони денари. Во периодот од после 25.10. кај нас стигнаа фактури и ситуации за претходниот период од 27 милиони денари, значи долгот дојде 76 милиона денари. Денеска со кварталот со 31.3. долгот е 40 милиони денари, а со 34. долгот е 23 милиони денари. Значи, ако и самите проверите денеска на сметка, за претходниот месец вашите надоместици се исплатени. Верувајте дека ние немаме долг, ние немаме трошковна фактура денеска што е стигната, што не е платена. Верувајте, сакаме да направиме еден систем кој ќе продолжи да функционира и по нас. Ние сме денес тука, утре ќе не нема. Подолго образложение за извештајот за извршување на буџетот и за најавените проекти даде и градоначалникот Николчо Илиев, при што нагласи дека евентуалното неусвојување ќе биде на штета на сите граѓани, а порача да престанат партиските натегања и политички уцени, што во изминатите мандати можеле да се видат во Советот на општината. По кратката пауза по неговото излагање, координаторот на советничката група од опозицијата, Лазо Митев, рече дека сепак тие ќе дадат подршка на извештајот, пошто со 14 гласа тој доби зелено светло. Евидентно беше, оти дел од советниците од мнозинството ја напуштија седницата веднаш по пријавувањето дека се присутни, што влијаеше врз тенкото мнозинство со кое помина извршувањето на буџетот за првите 3 месеци од оваа година.